Ми јави од бродоградилиштето, владетелу, кога ќе посакате можеме да одиме. Утре може, Паргали? Што е? Не си расположен. Има нешто што не знам. Секако дека нема, што би можел да крием од вас? Ништо. Како влезе во сарајот? Кој те внесе тука? Јас, сестрајко. Не ја отварај устата. Од сега нема да мрднеш без да знам. Не се карај со никого. Биди послушна. Не ведни си ја главата, инаку и на 20 ќе ти отидат главите. Скоро ќе има веритба. Хатидже Султан е многу убава, да има среќа. Кому му ја дал владетелот сестра му? На син му на Пири Паша, големиот челеби. О, добре дојде Гюлшах. Добро бе најдов. А казната ти заврши? Ма, идев на Султан ме повика, па дојдов. А славиме веритба на Хатидже Султан? Славиме втората бременост на Хурем. На учителот му се допадна ракописот. Браво, сине лаву мој. Еве повели. Ти си задоволен од учителот? Задоволен сум. Тато, зашто плачат жените? Од каде сега ова? Видов, постојано плачат. Заради нас. Понекојаш ние мажите ги секираме нив. Јас нема да ги тажам жените, ни мајка ми, ни Хатидже. Гюлша, убаво што дојде. Да знаеш што се случува. Слушнав, Султанке. Ве молам, не грижете се. Урем мила, рано дојде. Си играме со Мустафа. Мустафа, како си? Види. Тука имаш братче. Повторно братче? Но ти си најстариот. Ќе им бидеш голем брат, ќе им го покажуваш патот на двајцата. Ќе одам ке мајка ми, таа е многу тажна сега. Однесете ме кај мајка ми. Ако ова жена роди втора машко, готови сме, Гюлша. Господ да чува, Султанке. Да не даде Господ такво нешто. Мустафа, душо моја.
Многу ли ти недостигав? Рано се врати од кај султанот? Не плачи, не тагувај, мамо. Никогаш нема да дозволам да плачете. И Хатиџа нема да плаче. Пишувајќи ви го ова писмо, чувствувам дека не можам да дишам. Дека срцето ми крвари од тага. Ова не е проштално писмо. Ова е објава на мојата смрт. Од сега како дух ќе го влечка моето тело и душа. Не сакам да бидам грешница, да се побунам. Со голема тага ја наведнувам главата пред судбината и го чекам денот кога ќе се сретнам со вас во рајските градини. Ви пожелувам трпение и спас.